Денеска се одбележува светскиот ден на органо дарување. На оваа тема колегата Мартин Николовски. Мартин, вниманието е кај тебе. Те слушаме, повели. Јована, добро утро во ова второлинковско вклучување. 13. август се одбележува светскиот ден на органодарителството. Токму на темата дарување на органи, утрово разговараме со Павлинка Балиска, психолог во Сдруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон од Скопје. Павлинка, добро дојдовте во Македонија наутро. Зошто е важно да се одбележува овој светски ден на органодарителството? Добро утро. Пред се ви благодарам на интересот за да се разговара на оваа тема и што не посетивте во нашето здружение. На темата дарување органи секогаш е важно да се зборува, не само за одбележување на денот на органодарителство, на денешниот светски ден на органодарителство, на Европскиот ден на органодарителство, кој што е пракса на одбележување во нашата земја, и на националните денови кои што се одбележуваат во многу земји широм светот, затоа што тоа е една тема која што секогаш може да исцрпи интерес кај јавноста. Треба да го предизвикаме интересот и да размислиме да даруваме органи со цел да спасиме нечи живот. Каква е моменталната ситуација во Македонија? Се донираат ли органи? Донирањето на органи е една широка тема и со донирање на органи се прават трансплантациите во нашата земја. Трансплантацијата како посебна гранка на медицината е развиена од многу одамна. Впрочем, првите трансплантации на бубрези се направени уште во 70-тите години на минатиот век и долгогодишната работа на оваа тема има една своја традиција. Во поново време, во последните неколку години, имаме први дарувања на срце, на црн дроб, на коски, што отвара нови гранки на трансплантационата медицина. Меѓутоа, дарувањето на органи е, како што веќе кажав, традиција. Нашиот народ е хуман, сака да дарува, но треба да направиме разлика дека постои дарување на органи за време на животот и тогаш се даруваат органи на лица од семејството со цел да се спаси нивниот живот, и донирањето на органи после смртта, за кадаверични трансплантации, кога орган добива некој кој што е за нас непознат и се пружа шанса да има нов живот и да се спаси неговиот живот. Овие денови повеќе се однесуваат на апел на донирање на органи после смртта со цел да се спаси животот на некој непознат. Постои ли регистар на дарители на органи во нашата држава? Регистар на дарители на органи во Македонија не постои, затоа што во Македонија, како и во повеќето земји во широм светот, има закон за за дарување на органи под предпоставена согласност. Тоа значи дека сите ние сме потенцијални донори на органи, доколку за време на животот не сме се запишале во регистарот на недарители на органи. Она што е важно е дека во случај не може да биде донор секој. Донорството се случува во строго контролирани ситуации, во мозочна смрт, под строг медицински надзор, и не може секој да биде донор. Сепак, согласноста за дарителство ја даваат членовите на најблискиот, односно на семејството на починатиот. Кога сме веќе кај донирањето, кажете ми каква е процедурата, како граѓаните можат да бидат донатори, што треба да направат? Пред се, граѓаните треба да се едуцираат и да ја разберат темата што значи дарителство на орган после смртта. Затоа што после смртта ние можеме да спасиме нечи живот со дел од нашето тело. Во католичката религија постои една поговорка која што вели се што може да спаси нечи живот, греф е да се закопа. И во многу други религии го поддржуваат донирањето на органи, знаејќи дека смртта како крај на овоземскиот живот, еден орган може да продолжи друг живот. Ние треба да бидеме едуцирани и да бидеме свесни, да ја отвориме темата во нашите семејства и да кажеме дека дел од нас после нашата смрт би можел да продолжи да живее, за на семејствата да им биде полесно да ја дадат таа согласност во случај на нашата смрт.
Вашето здружение постои повеќе од 20 години. Какви активности спроведувате за промоција токму на донирање на органи? Здружението Нефрон постои точно 21 година. Основани сме во 2003 година. На темата донирање на органи работиме од многу одамна. Скоро од 2006 година го одбележуваме секоја година Европскиот ден на органодарителство, меѓутоа ние секојдневно во нашата пракса со пациентите работиме на едукација, работиме на она што значи тие да се запишаат на листата за чекање за орган, соработуваме со меѓународни организации во мрежи во кои што црпиме искуства од други земји. Сами како здружение години венаназад водиме кампања за дарување на органи, кое што пред се треба да биде национална кампања, кое што треба да биде под водство на државата, меѓутоа во отсуство на една таква кампања нашите активности се оние кои што се видливи во јавноста. Активности има многу. Јас ги повикувам сите заинтересирани граѓани кои што имаат било какви недоумици на темата, слободно да се обратат во нашето здружение и ние сме секогаш отворени да поразговараме и да ја доближиме темата до јавноста. Павлинка, ви благодарам за вашето гостување во Македонија наутро. Ви благодарам и вам. Јована, тоа беше Павлинка Балиска од Здруженијето на бубрежно болни граѓани Нефрон од Скопје, со која разговаравме на темата донирање на органи.